нема да слуша лодинг на Студент FM, главата ќе му се сече. Здраво, здраво, драги слушатели, добредојавте во деветото издание на емисијата Loading на Студент FM. Јас сум Кирил Ромолан Трајков и се надевам дека овие 15 минути ќе ви го задржам вниманието и притоа нема ништо да ми го одлече мене вниманието, како што јас ќе ви ги давам овие информации. Прво нешто што го имаме денеска на репертуарот е Modern Warfare 3, односно адонот DLC кој ќе ни дојде на 24 јанари. Додека Activision ги објавуваше своите премиум видеа за Call of Duty Modern Warfare 3, претплатниците на Call of Duty Elite се уште го чекаат главното јадење, односно новите содржини собирани преку целата година за оваа игра на Infinity Ward. Чекањето завршува наредниот месец, како што изјави креативниот стратег на Infinity Ward Роберт Боулинг со излегувањето на адонот на оваа игра на 24 јанари. Веста ни дојде преку Twitter пост на Боулинг и со него имаше и слика на мапа именувана како парк, што многу наликува на фонтаната Бетезда во Централ парк на Њу Јорк. Боулинг ќе нарече мапата една од првите што ќе доаѓаат во пакет со овој адон наредниот месец. Activision ја прогласи Modern Warfare 3 како најголемиот наслов на оваа индустрија по првиот ден од продажбата на играта и повторно истото по 5 дена. На почетокот на декември издавачот изјави дека Modern Warfare 3 достигна 1 милијарда најбрзо отколку било која компанија во таа индустрија, односно за само 16 дена. Од Call of Duty Elite, Activision рече дека претплатничкиот сервис на нивната first person shooter игра достигнал 1 милион платени корисници изминатиот месец. Elite ги снабдува играчите со геймплей статистика, споделување на видеа и поддршка од кланот бесплатно. Тие кои што ќе одвојат $50 за годишната чланарина ќе добијат и можност да симнуваат некои содржини, ексклузивни видеа и многу други бенефиции. Драги слушатели, сега ќе пуштиме на интересна песничка за сите тие што ја играле League of Legends во скоро време, или LOL како што е позната. Еве една добро позната песна, односно божиќната тема на League of Legends.
Веднаш по божитната тема на League of Legends одиме некаде во Јапонија, односно јапонските игри остануваат дома за празниците. Од септември до ноември НДП групата од 23 различни игри само неколку стигна до топ 10 месечни бестселери. Две од нив The Legend of Zelda, Skyward Sword и Dark Souls се направени во јапонски студија. Иницијативниот јапонски издавач кој додаде игра на овој список е создавачот на PlayStation 3, односно Sony, двете негови игри кои стигнат до топ 10 табелите, односно Uncharted 3, Drake's Deception и Resistance 3 кои беа направени во американски студија. Од ова може да се заклучи дека јапонските игри и third party издавачите не можат да се надпреваруваат со нивните западни ривали. Кога станува збор за божикни релисови, тие воопшто не се ни трудат да се надпреваруваат со нив. Ондалеку можеше да се види од распоредот на издавање на Konami, Capcom, Namco и многу други и слични на нив дека тие не се ни трудат. Овие издавачи се задоволни со нискоризичните, нисконаградливите работи како HD ремейкови на Tekken и Metal Gear Solid или ремапираните наслови како Marvel vs Capcom 3 и Dead Rising 2. Најголеми нови игри до сега нови издавачи се Sonic Generations на Sega и Ace Combat Assault Horizon на Namco Bandai. Death shall reign. Како сите емисии, така и оваа не може да ги избегнеме, односно да избегнеме Star Wars The Old Republic и еве нешто да кажеме повторно за неа. Кои Star Wars The Old Republic сервери треба да се избегнуваат? Скоро недела откако беше лансирана Star Wars The Old Republic и некои од серверите имаа проблеми со долги редици за логирање на нив, додека BioWare не планира да ги заклучат серверите затоа што сакаат да им дозволат на играчите да се приклучат на серверот каде што играат нивни пријатели, сепак има неколку сервери со огромно чекање во ред за да се игра на нив. EA и BioWare силно препорачуваат да не се прават карактери на овие сервери доколку не сакате да чекате долга редица за играње. Кои сервери треба да ги одбегнувате? Еве моменталната листа на сервери со висока популација. The Harbinger, US West Coast, PvE. The Swiftsure, US West Coast, PvP. The Fatman, East Coast, PvP. Bloodworthy, EU English PvP. Frostclaw, EU English PvE. Legion of Leto, EU English PvP. The Red Eclipse, EU English PvE. Tomb of Freedom Nud, EU English PvP. Death Raven Mask, EU German PvP. Darth Traya, EU German PvP. Jarkai Sword, EU German PvP. И последниот Harker Rift, EU French PvP. Што е важно ако сте избрале некој од овие сервери за ваш дом и не сакате да чекате во ред за да играте? Еве одговори за тоа од Стефан Рейд, постариот онлайн комјунити менеджер. Во овој момент можеме само да побараме за ваше трпение. Популацијскиот капацитет се зголемува доста често на овие сервери, но ако тоа оди побрзо од колку што е, ќе се создаде недостаток на играчи, што тоа пак ќе создаде нови проблеми. Не очекуваме чекањето на серверите да се зголеми од оноку колку што е моментално. Во прилог на ова, немаме се уште време кога трансферите на карактерите помеѓу серверите ќе бидат можни, бидејќи нивниот сервер тим работи на проблемот на дисконектирањето на играчите од игра и моментално се работи на нов фикс за да се реши овој проблем. Сега, драги слушатели, ќе слушнете една многу интересна песна. Се разбира од WoW универзумот, се опеила зоната на дворфовите Dunmorrow и ве оставам во убавата, па не знам како да кажам, балада, не е балада, убавата песна за Dunmorrow. Уживајте. There's a place that looks like heaven, where I played till level 7, where the pine trees grow and Coldridge Valley snow. That's a place that I remember, where it's always been December, burning Yuletide logs, killing wild trogs in the valley of the shadow moon. I go strolling where the glowing magma poured, and the lava brings back memory of smelting presents
in the heart of Iron Forge. When the grinding gets you down, hop a griffin to my town. In the land of ice and snow, it's always Christmas time in Dunmore. Nothing's changed since I was small. Reginald's brewing in Brunel, and Hammerfoot's old friend, it seems he's lost again. Everyone's in need of questing. There's a herd that needs protecting. And when you've killed Vagash, we'll fetch old Magrin's stash, pulling tricks on Jarvan Thunderbrew, collecting fallout for Ozzy Togglevolt, hauling barrels for the barley brews, helping Felix get that one last missing bolt. When the grinding gets you down, grab a flight back to my town. In the land of ice and snow, it's always Christmas time in Dunmore. Girl by Iceflow Lake. On Christmas night our hearts would break. I said, there's more to life than this. And she said, I just want to fish. So if you happen by that way, wish her a happy holiday. 'Cause in the land of ice and snow, it's always Christmas time in Dunmore. It's always Christmas time in Dunmore. It's always Christmas time in Dunmore. It's always Christmas. It's always Christmas. It's always Christmas time in Dunmore. Од Dunmore и World of Warcraft се навраќаме назад во студиото на Student FM 929 и се разбира емисијата Loading. Одиме со последниот прилог за оваа емисија, кој што се вика најдобрите трейлери за 2011 година. Многу е пригодно тоа што во културата обседната со идентитет на брендови и ривалски корпорации, веднаш по играњето игри на второ место е гледањето продолжени реклами за истите. Нема проблем со фреймрейтот или пак ненаместени контроли, само уживање до максимум. 2011 година беше важна година за трейлерите на игрите со оглед на тоа што компаниите не се задржаа само на персоналните компјутери, туку беа присутни кај сите платформи и за ова се разбира не е нешто ново, туку игрите постојат со нас дури од 80-тите години. Имавме можност да погледнеме некои одлични синематици и ужасни видеа за некои од игрите во 2011 година. Во продолжение нешто повеќе за најдобрите трейлери за таа година. Трейлерот на Dead Island беше емотивно спектакуларен, кој ги покажува последните моменти од животот на едно девојче кој е убиено од својот татко откако таа станала зомби. Трейлерот се одвива временски наназад, магично кервајќи од земја и носејќи наназад низ времето, а во меѓувреме може да се види како татко замавнува со сикира во обид да се одбрани од хордата на зомбија кој го притиснале в ќош. Сетот на непријатели е клише на клишеата, но изведбата на трейлерот беше толку добра што се чини дека вдахна нов живот во овие стари приказни. Секој од нас играл игра каде што убиваме зомбија за забава, но никој од нас не играл игра со зомбија каде што ви се крши срцето, ве ставаат во ќош и морате да си убиете сопствената ќерка. Само поради таа причина Dead Island веднаш станува од досадна зомби игра која за миг се заборава во најзборуван проект за зимата. Јавна тајна беше дека DICE работи на Battlefield 3 и од кога првиот целосен трейлер беше пуштен во јавноста, сите беа воодушевени. Трейлерот брилијантно ги инкорпорираше геймплей графиката на самата игра, дигитализираниот звук на хеликоптерската перка придружена со злобен бас, каде што на крајот од сето тоа се претвара во еден вид краток спој на системот.
Ова целосно беше придружено со кадрите од 1 секунда на геймплеот со first person камера и спектакуларна акција. Импресијата беше како на онаа игра што сака буквално да ви ги нападне сите сетила. Новиот трейлер за Battlefield 3 направи добро познат жанр инстантно да биде освежен и да биде донесен на работна природба. Тешко е да се продаде расположение. Да ги натерате луѓето да се возбудат за нешто е голема загадка на маркетингот на видеоигрите. Но откривањето на трейлерот на GTA 5 го направи токму тоа. Трейлерот е малку повеќе од серија на моменти на животни стилови од лажното Лос Анџелес, односно жонглери, пумпи на нафта, планинарање, голф игра, кражба на банка, проститутки кои шетаат пред продавница за алкохол, периферни домови и се разбира последниот кадар му припаѓа на богат криминалец кој што го гледа сето ова од неговиот дом на брдото. Лос Сантос е местото каде што просперитетот почна да се распаѓа, додека GTA 5 ја раскажува пак приказната. Драги слушатели, тука некаде крајот на ова 9-то издание на емисијата Loading за Student FM. Имате убави божични и новогодишни празници. Се надевам дека овие 9 изданија ви го зема вашето внимание. Продолжуваме така со исто темпо, полна пари што уште не. Во наредната 2012 година се надевам дека ќе не слушате. Да не заборавам, слободно лајкнете ја страната Loading на Student FM на Facebook, каде што често постираме вести за кои што се поврзани со играта, трейлери, слики и се разбира овие прилози. За некој време ќе искочи и видео изданието за оваа емисија Loading, се разбира, каде што ќе може да ја проследите на Facebook. Останете ми со здрави и се слушаме до наредниот пат. Чао, чао!